По воведувањето на новите мерки од страна на Министерството за здравство заради ширењето на коронавирусот, сите воспитно-образовни установи се празни. Наставата нема да се одржува до 24 март, додека не се донесат нови одлуки. На својата должност доследни се здравствените работници и лекарите, кои во моментов апелираат сите да ги почитуваат препораките и мерките. Согласно препораките на Министерството за здравство и Светската здравствена организација, најдобрата заштита од епидемијата на коронавирусот се уште е засилување на хигиенските мерки. Што значи тоа? Зачистено миење на рацете, после секој контакт со интерперсонален контакт или контакт со јавни површини, миење рацете со сапун најмалку 20 секунди или дезинфицирање со алкохол. Лекарите уште еднаш нагласуваат граѓаните да не ги полнат амбулантите за секоја потреба, туку да комуницираат преку телефон или по електронски пат. Апелирам максимално да се ограничи посетата на медицинските установи во овој период за проблеми кои не се од медицинска итност или пак да се користат алтернативни начини на комуникација со медицинскиот персонал преку телефони и социјални мрежи. И апелирам до општите лекари и до сите здравствени организации да се направат достапни, подостапни на пациентите преку овие алтернативни начини на комуникација, пред се преку телефон, но и преку социјалните мрежи. Бидејќи наставата е прекината, родителите се советуваат да не ги носат децата во игротеки и слични места. Се препорачува кратко излегување на отворено, без формирање на големи групи на луѓе, како и ограничен контакт. Доктор Тимосије потенцира и дека од суштинско значење е да се следат релевантните извори, како што е Министерството за здравство и Светската здравствена организација. Тој укажува граѓаните да остануваат дома кога чувствуваат одредени симптоми. Појавата на коронавирусот соодветствува временски со зачестени горнореспираторни инфекции. Имавме засилена појава на грип. Горнореспираторните симптоми ќе бидат чести. Главното разграничување би било според епидемиолошката анамнеза. Што значи тоа? Сите кои биле во контакт со луѓе кои патувале од загрозените подрачја или сите кои што се сомневаат дека можеби имаат коронавирус, да останат дома, да ги следат своите симптоми и да се јават на броевите назначени од Министерството за здравство во центрите за јавно здравје низ државата и во Тетово и Гостивар. И за сите други настинки, и за сите други симптоми за кои можеби не се сомневаме дека се коронавирус, би било паметно првично да не се доаѓа во здравствените установи, туку да се почека или да се јават кај своите избрани лекари за консултација. Па ако детето нема температура, само кашла, има течење на носот, најверојатно станува збор за некоја безазлена вироза што само од себе ќе помине и посетата на доктор нема ништо да помогне или да го смени тој природен ток. Телефонските броеви на центрите за јавно здравје кои постојано се достапни се 075 240 464 за Тетово и 076 365 161 за Гостивар.